Епа! Здраво, дечки! Що правите? Ве потеков знам. Subscribe. Аман веќе. И јас да бев досад имав чукнато не звонче, со чекан ќе оземев звончето. Subscribe. То не нервира. Океј, пред да почнете за друго да се нервирате, одиме понатаму. Почвиме. Супер. Кузинко кукео, преако. Абе, почвиме. Numero 5. Број 5 за тие што немате трауми од шпански серии. Кога докупвиш работи накаса. Ке може и уште ни цигари од овие што се Silver Ultra Light. Не од тие дугачките, другите, и ке ми даете прашак за пециво има? Немат. Имат снемано. Значи, посебно во овие услови на корона, на редици, на 2-3 метра дистанца, кај што сите треба да пазиме со газ маска, треба да идеш ко Дарт Вейдер да пазариш. Умревме веќе, значи, направи си список дома ти, оди купи касни порасни. Како да ти кажам, не е тешко да испланираш 5 продукти, поразговарајте со жена ти, седни до размисли, отворете една мала дебата. Слободно време, сите имаме отпојке во овие моменти. Не докупви накаса, како да ти кажам, то не нервира, посебно ако редицава е долга од овде до Месопотамија. Колку повеќе, толку повесело. Ајде бе, аман, ове коски оставивме, човече, не знам веќе. Аман, ајде, јас ќе ти дам дома, имам прашак за пecivo и мраз за синицата, ако не заминиш. Господе Боже. Извинете дека од Охрид, знаеш, си леđи класични. Значи, топол совет, за да не се нервираме. Пред да влезиш во супермаркет, одлучи каква сакаш да ти биде иднината. Која е твојата визија за себе? Што сакаш кога ќе се вратиш да имаш во најлончето? Потоа сам влези и купи. Нежно ете, како пеперутка. Или, ако не ти текви во моментот што сакаше да докупиш, само речи му, како сте добри? Добри, ево, супер, ево, фала, пријатно. Абе, не само што ќе ти се благодарни тие што биле во редицата зад тебе. За светец има да те прогласат. До толку е прејако. Браво. Numero 4. Број 4, што би се рекло, знаеш. Некој кој ќе збучит музика во колата, препона и прегласна, и ги оставил прозорците отворени. Значи вака се, да се разбери. И имат две опции. Една опција е ти да си најакиот диџеј на планетава и нешто си на одмор дојден во Малава и од што ти е многу вака талентов извират клокоти внатре и ти не можеш да издржиш, зашто во последниве 15 минути немаш пуштено музика и сикаш сега го збучам една трака, овде целава мала да се песните што ти им е преако. Во тој случај, колективно, од младо, старо, значи без разлика на возраст, пол, етничка припадност, степен на образование, коефициент на интелигенција, сите колективно ќе ти дајме шанса. Океј? Број 2, значи тоа е втората опција. Брат, ти си просечен, ете, како да речам, слушаш турбофолк. Со закон е забрането да не пуштеш гласно музика. Добро, значи во преамбула, во уставот е внесено дека тоа е законски недозволено. Зашто? Не тика. Зато. Пого нешто од Никелбек пушти. Мислам, не е пого, ама ето. Ќе направиме компромис. Број 3. Луѓе што се уште не дошле во контакт со откритието наречено дезодоранс. Ако во моментов, последниот збор што го изговори, дезодоранс, ти звучи чудно, многу странско, не ти е така познато, стопирај го видеото, оди во продавница и само прашај. И после све само ќе си се среди. Океј? Добро? За вас останатите, одиме понатаму. 21. век ве поздрави. Да, колку и да звучи неверојатно, луѓето можат да откријат по пат на мирис, не дај Боже вкус, дали ти имаш одредени хигиенски навики или не. Да, возможно е. Вервајте дека не им е потребно телепатија за да знаат дали ти другаруваш со дезодорансот, со стикот или не. Ако не ти е најверен другар, дезодорансот, и ти безгрижно си
си влегуваш во градски транспорт во едно топло августовско попладне. Леле, како звучи се во ово, вака била откриена првата атомска бомба. Некој без да другарува со дезодорансот, едно саботно августовско попладне влегол во градскиот транспорт и првата атомска бомба. Да, драги мои, луѓето имаат способност да намирисат дали ти другаруваш со дезодорансот или не. Да, кој ќе влезеш во градскиот транспорт безгрижно, како некоја селанка која што сака да танцува низ полињата со лаванда, при тоа не другарувајќи со дезодорансот, верни дека луѓето ќе намирисат дека имат некој проблем. Број 2. Луѓе кои што се исмеват со членови на бенд или со некој бенд. Ова за помладите. Во секој случај, сите луѓе имаат различен вкус за работите, едно ги бенди свит, друго не ги бенди свит, така да не треба да се навредува личност на некој бенд, нити пак целиот бенд. Освен ако не е Силви бенд. Број 1 за денеска. Страшно не нервират луѓе кои што измислуваат работи само за да ги импресионираат останатите. Колку само ми не достигаат тие тивки пијани ноќи во некој бар, кај што ќе заслушаш некој кај што дрдори приказна во која што тој самиот и главниот лик Хамлет е тој натре во приказната, што во животов не му се имат никогаш десено. Сите тие 200.000 лепотици избегани од Playboy, тие, брат, она и као се вика до Playboy Mansion море, што се оние зајачици, не разбираш, или не, или срни, шо беа, не знам. Не е битно тие што се во Меншанот, во ова куќава, кај онај, како се викаше, Хју Хохнер, Хефнер. Тој, јас, не е битно. Поентава шо ми е, брат, јас море тие избегаја, и јас се капев ондека, знаеш, према Сараиште, према, како се викат, куќе оиш, кај према Куба онде, не е битно се капев јас, и тие, брат, ти текви, ко авионот да му се расипа, и како се викат, врз мене падна ја, и сите ги склецав, тие викај, леле, немој Богоја, немој, молим те, појќе немојме да издржиме, вака силиконите му шљаштеа, жапчиња праја. Со силикониве, брат, од што беа возбудени, од што ги склецав, сите ги склецав. Добро, брат, сите ги склецав, борете, готово. Значи, не можеш ни толку пијан да си, колку што е измислена причава. Запри, Богоја, молим те, запри. О, Богоја, запри. Море, брат, не мораш цело време да си како некој карактер кој што избегал од роман на Гата Кристи и ошол на викенд во роман од Ден Браун и заедно го сретнале алхемичарот со овај, како го рече, Хју Хохнер и ти ги дал лепотиците, заш него прекугла му дошло и затоа морал да избегат во рајот. Ворете, добро е. Не мора толку да измислуваш. Обична приказка, понекогаш, како типот. Се напив ладно пивце и беше прекрасно. Луѓето ќе те сватат, тогаш верви, појки ќе имаш другари. Зашто ни се случува на сите нас? Не ни се имат случајно со авионот Wizz Air да не погодат 125 препонај преаки лепотици и да мора да ги исклецаш сите. Не Богоја, не ни се имат случајно. И ворете, тие што немате клецано 125 лепотици од Playboy, Like and Share и вервете дека еден ден ќе ви се случи. Да, ќе се случи. Еден вторник попладне, ќе звонит некој на врата, ќе отвориш и сите 125 ќе ти речат: "Намити!" Богоја.